Денеска повторно ве поздравувам од кафе Станица на улица Ленинова, место каде што сме често гости, каде што го пиеме нашето кафе. А денеска сум во друштво со еден млад тренер по фудбал за деца. Тој е Кирил Трајковски, кој што пред нешто повеќе од 2 години го основаше фудбалскиот клуб Водно, за кој што ќе поразговараме во следниве минути. А поводот што денеска Кире е пред нашата камера е што неодамна неговиот тим се надпреваруваше во соседна Бугарија, каде што освои награда. Пред се здраво и честитки за последниот остварен успех на младите фудбалерчиња од ФК Водно. Ви благодарам многу на поканата, чест ми да сум овде и тоа што се залагате за нас, да видите како работиме на нашата школа и така. Пред да кажеме кога започна да работи ФК Водно, ајде најпрво да објасниме што се случуваше во Бугарија, на каков надпревар всушност учествувавте и што успеавте да освоите. Вака, во Бугарија не поканија, беа селектирани екипи, значи одбрани екипи од регионов во 2013 генерација. Зборувам 2013 ни е нашата како највозрасна генерација во школата. Не викна на турнирот во Сандански, каде што, како што кажав, повторно одбрани екипи за да биде квалитетен турнир. Изигравме турнирот, се спремавме, може да се каже некои 2 месеци, доста време се спремавме, децата додека беа на пауза од училиште. Имавме цел ден слободен, така да се правија по 2 тренинга дневно. Фокусот беше само еден да се освои прво место, заради тоа што верував дека веќе стигнавме некој момент после 2,5 години каде што очекував некој, како да кажам, некој прелом, да не видат и во странство, да видат дека се работи квалитетно, за да можеме некој ниво, да кажеме да идеме нагоре со самата школа и ете на наша среќа го освоивме првото место. Колку клубови учествуваа на овој надпревар и која старосна категорија беа учесници? Така, имаше две генерации, 2012-2013, мислам дека вкупно имаше негде околу 24, мислам дека екипи вкупно што беа на самиот турнир. Децата се 12-13 години, веќе полнати 13 години, како што кажав, тие ни се нас како највозрасни членови во клубот и како да кажам, сега ни се после тоа како некоја си гордост и пример за сите помали дечиња што се во самата школа. Од кои се земји имаше учесници во Бугарија? Имаше од Србија, од Македонија и од Бугарија. Да. И успеавме ние да доминираме, односно малите фудбалерчиња од ФК Водно успеа да постигнат најдобар резултат со тоа да го освојат и првото место. Што значеше ова за децата, Кире? Па искрено, дечињата, нашите дечиња, поради тоа што нели сме нова школа, обично доаѓа од клубови каде што нели си имаат селекции, сите клубови си имаат селекции на деца и сега каде што тие помалце некои дечиња играат во самите клубови, така дојдоа кај нас поради тоа што, пак ќе кажам, ние сме нова школа. Од тие деца можам да кажам дека премногу труд вложен од мене и од другите тренери во клубот. Создадовме некоја екипа, некоја хемија што можам да кажам дека моментално доминираме во тие генерации во младинскиот фудбал, така да преголем успех за самите деца и премногу им значеше заради тоа што знаеме ни што пројдовме, знаеме колку многу се тренираше, ако кажам дека на 1 јануари имавме само слободен ден, од 2 почнавме, можам да кажам дека воопшто нема ни да речеме вкупно 3-4 дена слободни за зимскиот распуст додека се на училиште, така да фокусот ни беше еден, само дека одиме и дека освојуваме и дека со тоа дигаме, како што кажав, школата на повисоко ниво. Напоменав дека школата е отворена пред нешто повеќе од 2 години, што е релативно краток период, но очигледно интерес има за фудбалот како спорт и очигледно дека од самиот старт имаше деца што сакаат да бидат дел од оваа школа. Да. Со самиот, значи ние отворивме негде школата 2023 мај беше. Ја отворивме школата каде што првиот тренинг во школата имаше 11 дечиња. 11 дечиња од кои беа дали внук, дали пријател на мене на Саше другиот човек, за другиот тренер со мене што оформи школата, така да тоа беа се наши познаници. 11 дечиња за
потоа многу брзо да расте бројот на деца. За крај на разговорот, Кирил, која е вистинската возраст едно дете да почне да се занимава со фудбал, иако знам дека машките па и девојчињата што од најрана возраст трчаат по топката и сакаат да играат фудбал, и препорака зошто е добро младите да се занимаваат со спорт, а во конкретниот случај со фудбал. Вака, значи, границата порано беше, јас, например, кога почнав да играм фудбал, негде од 8-9 години почнувавме со фудбал. Сега границата се намали, значи, сега дечиња почнуваат од 4-5 години, дури ми се случува мене да ми се јават родители од 3,5 години да ја тренираме. Чекај, викам, премногу е рано за тоа. Така да, ние, дечињата, нас ни почнуваат или ги примаме од 5 годишна возраст. Тоа е околу нашава школа, за другите школи не можам да кажам. Тогаш почнуваат да разбираат, баш онака тоа што може веќе да основни работи да ги правиме. Околу другото прашање што е многу битно, значи со спорт, јас тоа сум го кажал на сите и на самите родители им кажувам, со самиот спорт многу е битен кругот во кој децата, за мене тоа е најбитно, во кој децата растат. Значи јас го напоменувам тоа цело време на секој тренинг. Значи децата во тој круг, како да го кажам, како здрав круг на пријателство, се создава уште од мали, они се навикнати, што не е случај со другите дечиња, навикнати се на пораз, на победа, на тешки моменти, имаме стварно многу тешки моменти, разочарувања големи, голема радост, што јас мислам дека од најмала возраст веќе ги спремаме за све што следи живот понатака. Така да многу сум среќен што гледам дека многу деца, зборувам јас каде што сум во тие кругови, дека многу деца играат фудбал, ако кажеме дека секој второ дете е на терен, така да тоа е радоста реално. И јас мислам дека со тоа се градат, буквално јас сум им кажал на сите, значи не е битно дали он ќе биде фудбалер или не, туку битно е карактерот што ќе го стекне за било што понатака во животот. Со што и да се бави, тука нема откажување. Ја им викам, целта е акнење на карактер за да нема откажување за било што понатака во животот. Ова е одлична порака која се надевам дека ќе одекне кај сите оние што не гледаат, и кај младите, но и кај возрастните кои што треба да ги насочат помладите и да ги упатат на вистински патеки. Уште еднаш честитки за остварениот и успех и уште многу победени, надпревари, купови, шампионати на малите фудбалери од ФК Водно. Фала ви многу и на поканата, ние ќе даеме се од себе да биде тоа така, ќе тренираме повеќе поради тоа што сега сме уште помотивирани, така да очекувајте дека ќе има многу успех.